Во Македонија повеќе се зборува за гола политика, а не за вистинските потреби на граѓаните. Смета комуникологот Бојан Кордалов, наметнувајќи ја важноста дигитализацијата да го завземе примарното место во секојдневниот живот и потреби на граѓаните. Во Македонија и во нашето општество многу се зборува за гола политика, а многу малку се прави за потребите на луѓето. Дигитализацијата и нетрчањето по шалтери, дигитализацијата и нетрчањето по документи што може да се извадат онлайн, е потреба за поквалитетен живот и е една од начините како младите да се задржат во земјата наместо да заменуваат во странство. Сме ние на тоа ниво? Ние сме на ниво да се уште зборуваме дали е добро или не да се воведе дигитализација, а не зборуваме како да ја подобриме дигитализацијата. Говориме генерално како држава. Штипскиот универзитет е многу понапред во овие работи. И втората работа, светот веќе регулира вештачка интелигенција, регулира многу повисок степен на дигитална трансформација. Ние се уште не можеме да се договориме како општество за дигитални услуги. Тоа е пораз од кој што како граѓани, како луѓе губиме. Губиме пари, губиме време, трчаме се уште по шалтери, бараме документи кои што меѓу институции треба да ги имаат, не успеваме да оствариме права, туку мора да имаме патни трошоци до Скопје или до некој друг град по неколку пати заради тоа што не одбиваме нешто да го направиме дигитално или по едноставен пат. Така што за жал наместо да зборуваме за вештачка интелигенција, ние се уште дебатираме дали е добра дигиталната трансформација. Македонската економија ќе биде поконкурентна само доколку ги следи актуелните трендови во подемот на дигитализацијата и вештачката интелигенција. Со новите случувања низ светот, претежно во делот движењето во правец на вештачката интелигенција, мислам дека е од огромна важност да го завршиме првото поглавје, тоа е дигитализацијата, да во сите сегменти, во сите пори на општеството да се дигитализираат сите структури, тоа да стане приоритет, затоа што вештачката интелигенција е и ќе биде првата индустрија која што нема да имаме можност да стигнеме доколку не се реагира на време, доколку сега не почнеме да се вклучуваме во тој процес. Еден од ретките примери во Македонија каде е постигнат очекуваниот висок степен на дигитализација е токму Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Нашата визија е преточена во еден документ кој што официјално ќе го подпишеме денес. Тој документ опак е наше стратешко работење заедно со организациите, наша заложба за организирање на различни обуки кои што се потребни за збогатување на дигитални содржини, понатаму споделување на нашето искуство, споделување на искуството од државните и приватните универзитети во нашата држава, сето тоа да се сработи во една сигурна средина за нашите вработени и за нашите студенти. Дали УГД може да биде урнек за останатите? Македонија да го фати последниот воз во развој на високата технологија од областа на дигитализацијата. Еден од причините зашто ние и денеска ќе подпишуваме документ со заложби со Универзитетот Гоце Делчев е токму поради тоа што ние сметаме дека Универзитетот Гоце Делчев е еден пример што другите државни универзитети треба да ја следат. Исто така да земат добри работи од менеджментот што има направено со цел да ги дигитализираат и нивните универзитети. Ова е за добро и за жал во нашата култура е што ние некако не сакаме да имаме толку кооперативна соработка со универзитетите, заради тоа што секој мисли дека е поважен и подобар од другиот. Сето ова денеска се слушна на дебатата за придобивките од дигиталната трансформација на универзитетите, чиј домакин беше Штипскиот универзитет Гоце Делчев, а на која своје мислења пред студентите изнесоа врвни универзитетски имиња.